3 години, како што можевме да слушнеме и од прилогот на колишката Александра, траело изживувањето на ова сега веќе 14 годишно девојче од Штип. Ова ни е повод за разговор, како што спомена и ти во најавата, со председателот на првата детска амбасада Мијеши. Добро вечер, најпрвин. Може ли пред се најпрвин да говориме за проблемот? Дали имаме системски проблем? Ова девојче, како што гледачите може да слушнат и од самиот прилог, преживувало една страшна агонија цели 3 години. Откако било вратено од Шведска во Македонија, тука ја дочекало истата судбина. На крајот, самото отишло и пријавило. Колку имаме системски проблем? Зошто и каде треба да се реагира? Секако дека има системски проблем, особено ако гледачите се сеќаваат дека токму во Штип, Источна Македонија, пред 7 години беше разоткриен ланец на трговија со деца со цел сексуална експлоатација, кога беа осомничени околу 120 возрастни лица, од кои само 6 мина лежеа во затвор и едно девојче си го одзема животот поради откривање на низиниот идентитет. Тука има многу елементи да се дефинира дека ова е трговија со деца заради сексуална експлоатација, бидејќи имаме принуда, присила, врбување, закана, користење на немојкно дете, бидејќи кога почнала сета оваа голгота, детето имало само 11 години, се со цел експлоатација по пат на проституција и други форми на сексуална злоупотреба и експлоатација. Мислам дури и ако веќе дефинираме, имаме и регрутирање, имаме транспорт на ова девојче и имаме земја дестинација, како што самите нагласите, во Шведска, таа е вратена во Македонија и низината голгота продолжува. Има Македонија ратификувано многу конвенции и протоколи и треба да ги практикува и да им помогне на децата да не бидат во канџите на организираниот криминал. Секако и основно јавно обвинителство има можност и треба да покрене постапка да кривично ги гони сторителите на ова грозоморно дело. Има по основ на кривичниот законник и мислам дека мора граѓаните исто така да бидат активни, да дојавуваат и овој прилог се надевам ќе помогне и во поголема превенција, мобилизација на граѓанството, на институциите на системот. Без разлика кои фактори влијаеле да родителот го злоупотребува или го користи детето за остварување на материјална добит, центрите социјална работа имаат обврска и право да следат остварување на родителско право, дури крајна мерка и одземање на родителско право. Треба семејствата да бидат под засилен надзор, да им се овозможи економска благосостојба, образование и да бидат секако активни и соседите во навремено дојавување. Се надевам дека доколку дојавуваат граѓаните навремено и институциите постапуваат, нема да има прашање како што го поставите дали имаме системски проблем во помош на децата жртви од трговија со деца заради остварување сексуална експлоатација и друга материјална и финансиска добит на тој што ги користел. Ги споминавте центрите за социјална работа. Може ли да дадеме една оценка како во моментот функционираат тие и дали еве целосно и навремено ја извршуваат својата работа, бидејќи многу пати претходно имаме и забелешки давано кон нив, дали можеби работите се тргнати на подобро? Ајде вака да почнеме. Министерствата ратификуваат протоколи, има групи за работа со деца жртви, но центрите се обременети со премногу администрација, со мал број на луѓе. Многу малку има луѓе вработени во центарот кои може да одат на терен, да детектираат на време дисфункционално семејство и семејство во ризик, за да може да му помогнат и на детето жртва и на семејството. И тоа не ги амнестираат одговорност, бидејќи имаат премногу ингеренции. Граѓанските организации немаат такви ингеренции за да може да влезат во семејството, да детектира состојбата, освен граѓаните ако се охрабрат да дојават. Еве ја користам оваа пригода да го искористат нашиот број 2465-316-02 позивен број за Скопје и да се јавуваат навремено за да можеме ние да ги притиснеме институциите на системот, вистина да бидат функционални, навремени, брзи, за да немаме трговија со деца заради сексуална експлоатација и други форми на трговија. Дали може би имаме статистика од првата амбасада
детска во светот. Колку се чести ваквите случаи, дали може би повеќе кај вас или доколку имате таква информација во институциите првично се пријавуваат ваквите злоупотреби, би можела да ги наречам сурови злоупотреби на деца? За жал, изминатите неколку години, меѓу првите 5 дојави е злоупотреба на децата, нивниот труд, сексуална експлоатација, преку проституција и други форми на најлоши форми на злоупотреба на детскиот труд. Морам да нагласам дека ние им доставуваме одредени дојави, преставки до центрите за социјална работа, до правобранителот, ги мобилизираме просветните и трудовите инспектори, се дојавуваме и до основното јавно обвинителство, се со цел да бидеме не само дежурна свест и совест на граѓаните да може да бидат функционални институциите на системот, туку евентуално да ги притиснеме да бидат мобилни, затоа што некогаш и минути, секунди се опрашање да се спаси еден детски живот. Колку може дополнително да направиме во насока на превенција на ваквите случаи? Дали може би треба малку да се подигне и граѓанската свест, а не само институционално? Може многу да се стори. Прво, не треба да имаме деца без извод од матична книга на родените, не треба да има деца кои се исклучени од воспитно-образовниот процес и треба да им се помогне на ранливите категории, посебно со вработување барем на едно семејството кров над глава, за да можат родителите во вистинска насока да ги воспитуваат, образуваат и насочуваат децата. Секако тука има работа и за просветниот кадар, за воспитувачите во градинките, за да бидат и тие навремени детектори во однос на одредени појави кои се случуваат. Детето секако дава сигнали, знаци за оно што му се случува, за да може навремено да постапуваат институциите на системот. Повторно ќе кажам, моќта и ингеренциите во институциите на системот и тие мора да бидат навремени во функција на граѓаните.